цифра кога би ставиле, втора цифра од 10, пак уште 10 можности имаме, и бидејќи се вкупно 10 такви можности, со менување на една од цифрите, односно на, еве да речеме, стотките, со секое такво менување, значи постојат 10 можности. Па, ако 10 пати ја менуваме едната цифра и за секоја од нив постојат 10 можности, ќе може да заклучиме дека ќе постојат 10 по 10, односно 100 такви броеви, 4 цифрени. Сега ќе го испишам тоа и за една таква цифра, ќе запишам кои се тие 10 можности, па се надевам дека вака кога ќе го гледате, тоа што го спорувам всушност и веројатно ќе биде и појасно. Значи, со ставање на една од 10 цифри, на позиција стотки, можат да се запишат 10 четироцифрени броеви. Сега еве тоа што реков, да видиме на пример. Ако ставиме 0 на позиција стотки, се добиваат броевите. Значи, првата цифра е 3. Ставаме 0 на позиција стотки. Последната цифра е исто 3, што значи оваа пред неа ја менуваме. И сега еднаш ставаме 0, па ќе го добиеме бројот 3003. Потоа 3 0, па ќе ставиме единица и последната треба да е 3, добиваме 3013. Потоа 3023, па 3033, 3043, 3053, 3063, 3073, 3083 и 3093. Значи, со една цифра, што ставивме 0 на позицијата стотки, постојат 10 вакви броеви, еве како овие што ги запишав. И сега ако кога би продолжиле, ама инаку се многу нели за испишување, ова беше само како за пример, ако продолжиме да ја менуваме таа цифра на позиција стотки, наместо нулата да ставиме единица, ќе добиеме уште 10 вакви броеви. Па ако ставиме двојка, цифра 2 на позиција стотки, пак уште 10, и затоа се така, нели, додека да ги потрошиме 10 цифри, ќе се добиваат по 10 вакви броеви, па затоа заклучуваме дека ќе има вкупно 10 пати по 10 вакви броеви, или тоа се вкупно 100. А прашањето ни беше колку 4-цифрени броеви, значи нема потреба да ги наведуваме, туку само еве на ваков начин да си ги представиме кои би биле и колку се вкупно на број. Значи, кои би биле не да ги запишуваме, туку само да одредиме колку се вкупно. Па еве како заклучок, бидејќи се 10 цифри вкупно,
И за секоја од нив постојат 10 такви броеви. Ќе добиеме дека има вкупно 10 по 10, или тоа е еднакво на 100 такви броеви. Такви 4 цифрени броеви. Така. Со тоа, еве оваа задача е завршена, се гледа целосно, може да ја сликате тие што сликаат. Кажете ми дали е готово? Да. Да. Добро. Да. Ајде, одиме со следната. Мислам дека оваа прва како за загревање не беше многу тешка, еве само така идејата да ја имаме, немаше многу за објаснување и за пресметување, за решавање. Значи, од нумерус 49.2, 2023-24, не ланската, туку поланската учебна година, задача 4081. Во едно пристаниште се усидрени 14 бродчиња. Некои со 8, а некои со 5 седишта. Овде малку грешка во текстот. Колку бродчиња се со 8, а колку со 5 седишта, ако вкупно имаат 100 седишта. Сега, значи, имаме вкупен број на бродчиња, дека се 14, и имаме дека во сите нив вкупно има 100 седишта, само што некои се со по 8, а некои со по 5 седишта. Сега ќе си воведеме непозната, нека x се бродчињата со 8 седишта, ако x се со 8 седишта, тогаш останатите до 14 се со по 5 седишта, бидејќи вкупно и од едните и од другите се 14. Значи, другите, тогаш 14 минус x се бродчињата со 5 седишта. Од тоа што има вкупно 100 седишта, ќе следува еве равенката. Сега, бројот на седишта, како би бил? Неколку бродчиња по 8 седишта, плюс неколку бродчиња по 5 седишта, го даваат вкупен број на седишта, односно 100. И сега ние имаме дека се x бродчиња со по 8 седишта, и тоа би го запишале x по 8. X бродчиња по 8 седишта,
ова се значи вкупен број на седишта во тие бродчиња. Плюс 14 минус x се бродчињата со по 5 седишта и затоа нивниот број на бродчиња по бројот на седишта 5, ова сето би било еднакво на 100, односно вкупниот број на седишта. Значи, еве ја равенката, како што реков и претходно. Имаме x бродчиња со по 8 седишта и имаме 14 минус x се на број бродчиња со по 5 седишта, вкупно имаат 100 седишта. Сега продолжуваме со решавање на равенката. Ова x по 8, обично си го запишуваме како 8x. Исто е, значи, вие може да продолжите и со x по 8, нема ништо различно. Овде имаме заграда од која што треба да се ослободиме со тоа што бројчето што се множи со заградата треба да го помножиме со секој член што е внатре во заградата, па затоа еве 5 го множиме по 14 минус 5 го множиме и со x. Еднакво на 100. Што? Да. 8x плюс 5 по 14 е 70, минус 5x е еднакво на 100. Веќе немаме заграда, продолжуваме со префрлање на непознатите на едната страна, познатите бројките на другата страна. 8x минус 5x не ги менуваме, си остануваат пред знакот еднакво, затоа кај нив не менуваме знак. Од другата страна, кога ги запишуваме броевите, познатите, бројот 100 си е на истата страна, а за бројот плюс 70 го менуваме знакот, бидејќи ја менува страната и запишуваме минус 70. 8x минус 5x е 3x, еднакво на 100 минус 70 е 30, па 3 по x е еднакво на 30, x ќе ни биде еднакво на 30 делено со 3. Ајде, некогаш сметам дека нема потреба и ова, дека се дели, не го запишуваме, ама еве за појасно. X е еднакво на 30 делено со 3 или x е еднакво на 10. Со ова x е еднакво на 10, што пресметавме? X на почетокот рековме дека се бродчиња со 8 седишта. Значи, тие ги пронајдовме дека x е еднакво на 10 се бродчиња со 8 седишта, а за останатите ги пресметуваме како 14 минус x. Значи, од вкупно 14 бродчиња ги одземаме овие 10 што ги добивме еднакво на 4 се бродчиња со 5 седишта. Со тоа одговоривме на барањето во задачата. Колку се бродчиња со 8, а колку се бродчиња со 5 седишта. Ако има нешто нејасно во задачата, прашувајте. Ако не се гледа целосно, може да си ја сликате. Дали е готово? Да.
Добро. Следната задача, 4082. Ако од еден број се одземе 27, така добиената разлика се подели со 11 и добиениот количник се помножи со 4, ќе се добие број кој е за 2 поголем од најмалиот двоцифрен број. Кој е тој број? И сега овие, знаете, обично го составуваме изразот, односно ќе биде, овој израз ќе биде со непозната, затоа во вид на равенка. Ако од еден број се одземе 20, тој број што не го знаеме, си го запишуваме со x, одземаме 27, така добиената разлика се подели со 11, значи оваа разлика треба да ја ставиме во заграда и да делиме со 11, значи делено со 11, па овој количник треба да се помножи со 4, повторно, сето ова пресметано, запишуваме дека треба да се помножи со 4 и при сето ова ќе се добие број кој е за 2 поголем од најмалиот двоцифрен број. Па ако најмал двоцифрен број ни е 10, за 2 поголем од него, уште плюс 2. Со ова ја составивме равенката според текстот и останува само да... Само момент, сакав овој првиот дел да го копирам. И останува, значи, да ја решиме, да го пронајдеме кој е тој број x. Бидејќи ова на крај ни е 10 плюс 2 е еднакво на 12, само тоа го пресметуваме. Сега во ваквите равенки, инаку оваа равенка нели може да се решава и постепено на начините како што се решаваат, меѓутоа кога обично се започнува со непознатата, најдобро за полесно е да ги извршиме операциите, обратните, инверзните операции и во обратен редослед. Значи, на бројот тргнуваме, ова се тие понатаму ќе ги работите вие како функционални машини, меѓутоа нема потреба сега до толку нели да навлегувате во тоа. Само да знаеме дека тргнувајќи од десно на лево, значи во обратна насока, на бројот 12 да му ги извршуваме спротивните операции. Наместо по 4 да имаме делено со 4, наместо делено со 11 по 11, наместо минус 27 плюс 27. И сега, значи, рековме, бројот x може да го пресметаме. Еве, тоа што го кажав ќе го запишам, а потоа ќе пресметаме. Бројот x може да го пресметаме ако на добиениот резултат ги примениме спротивните на дадените операции и во обратен редослед. Значи, некако што се испишани минус 27, па после делено со 11, па по 4, туку тргнуваме во обратен редослед од позади. Значи, бројот x ќе ни биде еднаков на... Сега реков, на 12 извршуваме обратна операција од множено со 4,
па извршуваме делено со 4. Потоа множиме со 11. Па додаваме плюс 27. Кога ова ќе го пресметаме, ќе добиеме постепено 12 делено со 4 е 3. Само да напоменам дека во овој дел кога имаме 12 делено со 4 по 11, множењето и делењето се операции од исти ред, значи ниту една од нив нема предност, ниту делењето прво па после множењето, ниту множењето па делењето, затоа кога се такви операции, само множење и делење, работиме по ред. Истото важи и кога се само собирање и одземање. Значи не даваме предност на некоја друга операција. Па затоа еве работиме по ред. Прво 12 делено со 4 е 3, па потоа ќе множиме со 11 и плюс 27 на крај ќе го додадеме. Значи ќе имаме дека x е еднакво на 3 по 11, 33, плюс 27, или x ќе ни биде еднаков на 6. Тоа се бараше кој е тој број, нели кога ќе му се извршат овие операции наведените, да даде за 2 поголем од 10 од најмалиот двоцифрен број. Може да се направи проверка, ако тргнеме со бројот 60, ако одземеме 27, ќе добиеме 33, па потоа поделиме со 11, ќе се добие 3, па 3 помножено со 4 е 12 и навистина доаѓаме до тој број за 2 поголем од 10, односно 12. Може да ја сликате задачата, може и да прашате ако има нешто. Дали е готово? Да. Добро. Да. Продолжуваме со задачата 4083. Димитар има 45 сликички. Брат му има за 17 повеќе од Димитар, а нивната сестричка има 20 сликички помалку отколку што имаат тие двајца заедно. Колку вкупно сликички имаат трите деца заедно? Ова е задача, може би и најлесна до сега, бидејќи почетниот број, односно бројот на сликички на Димитар, ни е даден и само за бројот на сликички на брат му додаваме плюс 17, бидејќи тој има за 17 повеќе од Димитар. Потоа за нивната сестричка има 20 сликички помалку од нив двајцата заедно. Па кога ние претходно ќе знаеме колку има Димитар, колку има неговиот брат, само ќе одземеме од вкупниот број 20 сликички и за да видиме колку вкупно имаат трите деца, бројот на сликички на секој од нив ќе ги собереме и ќе го видиме вкупниот број. Значи немаме ниту равенка, ниту некоја мисловна постапка, така што еве само обични пресметки. Значи најпрво се запишуваме дека Димитар има 45 сликички. Неговиот брат, само брат му има, така и наведено во задачата, брат му има за 17 повеќе, значи 45 плюс 17, или тоа е еднакво на 62 сликички. Сестричката има
од нивниот вкупен број за 20 помалку, што значи 45 сликички на Димитар плюс 62 сликички на братот и за 20 помалку би било минус 20. Еднакво на 107 добиваме од заградата, 45 плюс 62, минус 20 еднакво на 87 сликички има сестрата. Само вака, малку по-видливо. Ни останува само уште за трите деца, колку имаат вкупно, па ги собираме овие броеви што ги обележав. Значи, трите деца заедно имаат 45 плюс 62 плюс 87. Или кога ќе ги собереме овие три броја, добиваме 194 сликички. Тоа еве, реков и на почетокот, мене ми изгледа како најлесно можеби и до сега. Се гледа целосно, може да ја сликате. Се надевам, готово е, да одиме понатаму, нели? Да. Добро. Пајак дење се качува 9,8 дециметри, а ноќе се симнува 15 сантиметри. До која висина ќе се искачи по 5 денонокија ако почнал од 0? Сега и овде треба само да имаме во предвид дека во 5 денонокија имаме 5 вакви искачувања од по 9,8 дециметри, а да одземеме, бидејќи нели се симнува 15 сантиметри, ама треба 5 пати по 15, бидејќи во 5 денонокија имаме 5 дена и 5 ноќи за висината за која што се качува, множиме по 5, а од неа одземаме 5 пати по 15 и добиваме до која висина ќе се искачи пајакот за тие 5 денонокија. Само што димензиите што ни се дадени, едната е во дециметри, другата е во сантиметри, треба едното да го претвориме во другото, значи да работиме во само една иста мерна единица. Па затоа еве 9,8 дециметри ќе ги претвориме во 98 сантиметри, бидејќи дециметарот има 10 сантиметри, затоа само множиме по 10 и добиваме 98 сантиметри. Значи 9,8 дециметри е еднакво на 98 сантиметри. За 5 денонокија ќе имаме
5 по 98, значи 5 пати се искачува по 98 сантиметри. Ама 5 пати се симнува, затоа што се симнува одземаме, 5 пати по 15 сантиметри. Па, еве ова да го пресметаме. 5 по 98, кога ќе помножиме, е еднакво на 490 минус 5 по 15 е 75, еднакво. Или 490 минус 75 е еднакво на 415 сантиметри. Сега, бидејќи не е наведено во која мерна единица да се запише конечниот резултат, само ни викат до која висина ќе се искачи по 5 деноноќија. Ние пресметавме до која висина, тоа е 415 сантиметри, ама бидејќи претходно имавме и мерка дециметри, па не е лошо во вакви задачи, кога се мислете во која мерна единица да го оставите решението, не е лошо да си го претворете и во другите. Значи, 415 сантиметри, ако сакаме да го оставиме во дециметри, или ако така ни бара задачата во некоја друга, ќе треба да поделиме со 10 и ќе имаме 41,5 дециметри. Ако евентуално во некоја задача ни бара колку метри висина ќе искачи за 5 деноноќија, например, тогаш во метри пак ќе треба да поделиме од дециметар во метар, пак ќе треба да поделиме со 10 и ќе добиеме 4,15 метри. Ова го кажувам само за да ве потсетам малку на претварањето на мерните единици, а инаку за во оваа задача конкретно не ни се бара да претвараме, туку можеме во било која да го оставиме решението. Инаку, претварањето, нели, од помала во поголема мерна единица, како што имавме тука случај, треба да делиме, а со кој број ќе делиме, по зависност од тоа по колку содржи едната од другата. Затоа реков, дециметарот има 10 сантиметри и делевме со 10. Бидејќи сантиметрите по малата мерна единица ги претвараме во поголемата, во дециметар, делеме. Ако требаше обратно дециметри да претвараме во сантиметри, тогаш ќе множиме со 10, бидејќи дециметарот е поголема мерна единица од сантиметарот. Прашајте слободно ако има потреба еве нешто и од ова и од претварањето. Го среќаваме од време на време во некои задачи, меѓутоа еве за ако има некоја дилема, прашајте и во врска со задачата и околу претварањето. А може и да сликате. Сликано. Сликано, добро. Добро, тогаш гледам колку е часот, дали сега да направиме, еве сме до задачите 4-5, некако брзо ни одеше со овие кратки беа. Дали сакате сега пауза или да решиме уште една задача? Пауза. Пауза, добро. Ајде, обично околу 15 до 11, меѓутоа еве сега може до 15 за 11 да направиме паузата и потоа продолжуваме со овие од втората група, што ни се за 4 и 5. Значи во 10:45 продолжуваме.
Добро, дечки. Може да продолжиме? Да. Добро. Еве следната задача, во меѓувреме нешто си изгубил документот, веројатно и вие не сте го гледале. 4085, напиши ги сите четирицифрени броеви, чиј збир на цифри е 7, а цифрата на десетките е поголема од 5. Значи, повторно имаме четирицифрени броеви да составиме. Во овој случај се бара да ги напишеме сите такви четирицифрени броеви, но со услов збирот на сите цифри да е 7, а цифрата на десетките да е поголема од 5. И сега овде треба да веднаш да имаме во предвид дека штом веќе едната цифра ни е 5, а збирот треба да е 7, односно не да е 5, туку цифрата на десетките да е поголема од 5, а поголема од 5 веќе значи да е 6, 7, 8, 9 и така натаму, но поради тоа што збирот треба да е 7, не може да биде таа цифра на десетките 8 или 9, туку поголема од 5 би можело да биде само 6 или 7. И сега, кога би ги разгледале двата такви случаи, да видиме кои четирицифрени броеви ќе ги добиеме. Значи, цифрата на цифрата на десетките може да биде 6 или 7. И сега, прв случај, ако цифрата на десетките е 6, тогаш на позицијата 1000 мора да стои цифра 1, а останатите цифри се нули. Ќе допишам кој број во тој случај ќе го добиеме, само еве да појаснам дека штом цифрата на десетките земаме во овој случај да е 6, а вкупниот збир треба да е 7, значи ни останува само уште на едно место дека може да се ставе цифра 1. Бидејќи на почетокот на бројот не можат да бидат нулите, значи мора на првата позиција на илјадарките да стои цифрата 1, а другите да се нули, за да овие две, на шеската на местото на десетките и единицата на местото на илјадарките, да прават вкупен збир 7. Затоа ставивме дека на позиција 1000 мора да стои единица, а останатите цифри да се нули. Во овој случај ќе се добие бројот значи единица на позиција 1000, 0, 6 на позиција десетки и пак 0 на местото на единиците. Ќе се добие бројот 1060. Да видиме во другата ситуација, ако цифрата на десетките е 7. Веројатно веќе претпоставувате. Тогаш треба
другите цифри сите да се нули, за да нели имаме вкупен збир 7. Но единиците и десетките може да се нули, ама напред првата позиција на илјадарките не може да биде нула, бидејќи нели бројот не започнува со нула, па ќе речеме дека во овој случај немаме ниту еден таков 4-цифрен број. Значи ние го разгледуваме како можна опција, но заклучуваме дека нема да има, нема да постои таков 4-цифрен број, што значи со ваков услов, како што е наведен погоре во текстот, да ги напишеме сите 4-цифрени броеви, чиј збир на цифри е 7, а цифрата на десетките да е поголема од 5, во таков услов ќе имаме само еден таков 4-цифрен број, односно бројот 1060 што го запишавме погоре. Па затоа еве тоа што го кажав за вториот случај, кога цифрата на десетките е 7, дека нема да постои таков број, да го допишеме. Тогаш останатите цифри се нули. Треба да се нули. Бидејќи првата цифра не може да биде нула, тоа значи дека таков број не постои. Значи единствен четирицифрен број што го исполнува условот од задачата е бројот 1060. Реков и на почетокот, во оваа задача се бараше и да ги напишеме таквите 4-цифрени броеви. Нормално изводливо е да се напишат, бидејќи е само еден, за разлика од претходната задача кога нели пресметавме дека се вкупно 100 такви броеви со тој услов што беше во таа задача. Сликајте ја задачата, се гледа целосно. Може да продолжиме? Готово е со сликањето? Да. Добро. Задачата 4086. Ана, Ема и Нина биле да пазаруваат. Ана и Ема заедно потрошиле 2800 денари. Ана и Нина заедно потрошиле 3600 денари, а Ема и Нина заедно потрошиле 4500 денари. По колку денари потрошила секоја од нив? Сега, помеѓу трите девојчиња имаме и три различни збирови. За Ана и Ема, па Ана и Нина, па потоа Ема и Нина. Затоа, помеѓу било кои два од овие збирови, ќе извршиме собирање на равенката, на равенките, трите што се со собирање, а потоа третиот збир
ќе го вметнеме во таа добиената равенка, за да можеме од трите непознати да пресметаме прво за едната од нив и потоа постепено да се навраќаме во три различни збира и да откриваме за останатите две девојчиња. Па еве тоа што реков, наместо да работиме со три непознати, еве ќе си ги обележиме со нивните први букви. Ана плюс Ема имаат вкупно, односно потрошиле заедно вкупно 2800 денари. За Ана и Нина заедно, Ана плюс Нина, дека потрошиле вкупно 3600 денари и ќе ги искористиме, реков, најпрво овие две равенства, за да ги собереме и со тоа да можеме да го вметнеме третото равенство, што не ни е искористено. Па еве ќе запишам со собирање на овие две равенства. Добиваме. Што значи собирање на две равенства? Претходно го имам спомнувано во други задачи. Кога собираме две равенки, ги собираме нивните леви страни, па ставаме еднакво, и ги собираме нивните десни страни. Што значи? Ако ги собереме левите страни, имаме Ана плюс Ема или А плюс Е. На ова го ја додаваме и левата страна од другата равенка, А плюс Н. Ги собравме левите страни на двете равенки. И сега реков, ставаме еднакво, па ги собираме десните. 2800 плюс 3600. Во овој дел сега добиваме два пати по сумата што ја потрошила Ана, бидејќи гледате дека имаме 2А, значи два пати А плюс Е плюс Н е еднакво на 6400 денари. За Ема плюс Нина заедно, дека потрошиле 4500 денари, ќе го вметнеме во овој дел дека Е плюс Н, според текстот погоре, е 4500, значи за овие две непознати веќе ќе замениме сума 4500. Еве ќе обележам. Значи 2 по сумата што ја потрошила Ана, плюс 4500, еднакво на 6400, значи ова 4500, еве, пак го обележувам, дека е од вкупната сума што ја потрошиле Ема и Нина. Што значи сега во овој дел од равенката ни остана само непознатата за Ана, па имаме два пати по сумата што ја потрошила Ана, е еднакво на 6400 минус 4500, или два пати по А е еднакво на 1900, или А е еднакво на 1900 делено со 2, тоа е 950 денари. Како што напоменав и претходно, најпрво со собирање на равенствата, целта ни е да откриеме едната од нив
колку потрошила. И сега ако се враќаме во збировите, дека Ана заедно со Ема потрошиле вкупно 2800, ќе можеме да пресметаме за Ема. Па од тоа што Ана заедно со Нина потрошиле 3600 денари, ќе пресметаме за Нина и со тоа добиваме по колку денари потрошила секоја од нив. Значи, еве, за Ана имаме дека потрошила 950 денари и сега од Ана плюс Ема е еднакво на 2800, добиваме дека за Ема ќе имаме 2800 минус сумата за Ана, а тоа е 950, или Ема потрошила 1850 денари. А од тоа што Ана плюс Нина е еднакво на 3600, добиваме дека за Нина е еднакво на 3600 минус сумата што ја добивме за Ана, 950, или на Нина е еднаква на 2650 денари. Сега, бидејќи работевме само со нивните први букви, еве за појасно да биде одговорот. Значи, Ана потрошила 950 денари, Ема потрошила 1850 денари, а Нина потрошила 2650 денари. Че тоа би бил и одговорот на задачата. Може да ја сликате и да продолжиме понатам. Молам? Сликана веќе. А, сликана е веќе. Добро. Се надевам и кај останатите. Да имаме и слика на оваа задача. Квадрат со страна 12 см е поделен на 4 еднакви квадрати. Се гледа нели на сликата дека овој големиот прво е поделен на 4 помали квадрати кои што се еднакви. Потоа секој од тие квадрати е поделен на два еднакви правоаголници, како на цртежот. На некој од тие правоаголници им е обоена едната половина, исто како на цртежот. Така е добиена формата што личи на вртелешка. Пресмета ја плоштината на таа форма. Сега веројатно вие очигледно нели тоа што е опишано во текстот. Прво поделбата е, како што рековме, големиот квадрат на 4 помали квадрати, потоа секој од тие квадрати на два еднакви правоаголници и потоа во некој од тие правоаголници е обоена едната половина само
Значи, таа половина што е обоена во секој од тие правоаголници е во форма на триаголник, правоаголен триаголник. Значи, имаме во 4 правоаголници обоени 4 половинки, односно 4 вакви триаголници кои што вака се распоредени и личат на вртелешка. Сега наше да согледаме дека ваквата обоена форма, кога би ги споиле 4 триаголници што се обоени, ќе ни даде колку еден помал квадрат. Значи, секој од овие обоените триаголници, кога би ги споиле еден до друг, ќе ни имаат плоштина или форма на еден од овие помалите 4 квадрати на кои што првично беше поделен големиот квадрат. Е тоа што целата плоштина на оваа форма ќе е колку еден таков квадрат, ни кажува дека плоштината на оваа обоената форма е 1/4 од вкупната плоштина на големиот квадрат, а за големиот квадрат ја имаме страната дека е 12, тоа значи дека можеме да ја пресметаме неговата плоштина, бидејќи плоштина на квадрат се смета нели со А по А, односно 12 по 12 ќе биде во овој случај. Па штом ќе ја знаеме плоштината на големиот квадрат, а за обоената форма очигледно е и еве кажавме дека ќе биде колку четвртина од тој големиот квадрат, па 1/4 од вкупната плоштина ќе можеме да пресметаме колку би била плоштината на обоената форма. Значи, најпрво еве ќе си ја пресметаме плоштината на големиот квадрат. Плоштината на големиот квадрат е P е еднакво на А по А еднакво на 12 по 12, бидејќи страната е 12, или тоа е еднакво на 144 сантиметри квадратни. Значи, ја пресметавме плоштината на големиот квадрат и сега да го дадеме тоа објаснувањето дека обоената форма е 1/4 од неја. Кога ќе се состават обоените делови, тие формираат квадрат кој представува 1/4 од големиот квадрат. Тоа значи дека плоштината на обоениот дел ќе биде 1/4 од плоштината на големиот квадрат
Односно, сега тука ќе искористиме дропка. Во текстот не мораме да пишуваме во вид на дропка, ама кога е пресметка, мора да биде запишано како 1/4. Значи 1/4 од или по 144 еднакво на 144 поделено со 4, а тоа е еднакво на 36 сантиметри квадратни. Значи, еве, пресметавме плоштината на обоениот дел како четвртина од вкупната плоштина, добивме дека ќе биде 36 сантиметри квадратни. Ако нешто има прашања, прашајте. За малку треба само да некако да ја местиме. Нема да може. Да се поместува. Добро. Еве, сега се гледа целосно. И текстот, и сликата, и решението. Сликајте ја и да одиме на следната. Дали е готово? Да, готово е. Добро. Да. Задачата е 4088. Петооделенците од едно училиште на екскурзија се сместиле во хотел. Биле вкупно 6 оделенија, од кои 3 имале точно по 25 ученика, а 3 имале точно по 26 ученика. Со сместување на еден дел од учениците, се пополниле леглата во 19 трикреветни соби, а останатите ученици требало да се сместат по двајца во соба во двокреветни соби. Колку двокреветни соби се потребни за останатите петооделенци? Сега вака, кога е подолг текстот, па и кога е пократок, треба да се чита задачата неколку пати. Меѓутоа, еве сега, откако го прочитавме, да се навратиме да си направиме едно резиме што прочитавме. Имаме вкупно 6 оделенија, 3 од нив имаат по 25 ученика, 3 имаат по 26. Ова ни кажува дека можеме да го пресметаме вкупниот број на петооделенци што отишле на екскурзија. Значи, кога ќе ги трите оделенија по 25 и трите оделенија по 26, кога ќе собереме, ќе добиеме вкупен број на ученици. И сега понатаму имаме во врска со сместувањето дека еден дел од учениците ги пополниле леглата во 19 трикреветни соби. Тоа се значи колку ученици? 19 соби по тројца во соба. Ќе видиме колку ученици од вкупниот број се веќе сместени во тие 19 трикреветни соби. А останатите ученици требало да се сместат по двајца во двокреветни соби. И сега прашањето ни е
колку двокреветни соби се потребни. Ако од вкупниот број, што на почетокот можеме да го пресметаме, колку се вкупно деца, ако од вкупниот број ги одземеме тие што се сместиле во трикреветни соби, односно 19 по 3, тоа се вкупно толку ученици, останатите, бидејќи се сместиле во двокреветни, ќе поделиме со 2 за да го видиме бројот на соби. Па еве, на почетокот прво мораме да го најдеме бројот на ученици, за колку ученици станува збор. На екскурзијата отишле вкупно 3 по 25, по 3 оделенија, по 25 ученици, плюс 3 по 26, другите 3 оделенија со по 26 ученици, или тоа е еднакво на 75 плюс 78, еднакво на 153 петооделенци. Значи, сега го користиме овој податок. Од 153 ги одземаме тие 19 трокреветни со по тројца ученици во секоја соба. И бидејќи треба ова да го поделиме со 2, ставаме заграда, делено 102. Мислам дека овде нема нешто нејасно зошто делиме со 2, бидејќи бројот на ученици, што ќе го добиеме од 153 минус овие во трикреветните соби 19 по 3, бројот на ученици треба да го поделиме со 2, за да добиеме вкупен број на соби, не на ученици. Прашањето ни е колку двокреветни соби се потребни. Затоа делиме со 2. Сега имаме 153 минус 19 по 3 ни е 57. Ова се уште е во заграда, бидејќи не ни е уште пресметано. Делено со 2. Добиваме од заградата 153 минус 57 е 96, делено со 2, или тоа е еднакво на 48. Ајде, одоздоле ќе напишеме целосен одговор. Значи, со оваа пресметка добивме еднакво на 48 и тоа би бил и одговорот. Потребни се 48 двокреветни соби. Со ова може да се направи проверка на задачата, дали навистина учениците сместени во двокреветните соби, 48 соби по двајца во соба, ќе ни дадат 96. Останатите видовме дека во 19 трикреветни по тројца ученици, тоа се вкупно 57, и дека кога 96 од двокреветните соби ќе ги собереме со овие 57 од трикреветните соби, навистина ќе ни дадат вкупен број на ученици 153. Завршивме и со оваа задача, може да ја сликате.
Готово е, претпоставувам. Добро, да. Сега вак, за овој час бевме многу брзи, така ни се погодија задачите и ги завршивме сите задачи што ни беа планирани. Меѓутоа, еве, за прв пат ќе ви дадам, ќе ја поставам сега задачата, а ќе ви ја оставам да ја размислите за дома. Следниот час секако треба да продолжиме со таа задача, па прво на почетокот, еве, некој кој е решил, како размислувал, ќе ни каже, а потоа ќе ја решиме и заедно. Значи, задачата е: најди 4 едноцифрени броеви чиј збир и производ е 8. Кој е најголемиот? Кој е најголемиот? А кој е најмалиот? Трицифрен број. Кој може да се формира од овие цифри. Значи, еве, не беше долги текстот, можеби некои си ја и запишале задачата. Ако не е запишана, може да се слика повторно. Еве, за така по-видливо. Па реков, оваа задача пробајте, не би требало да ви е тешка, пробајте да ја решите дома сами, размислете и следниот час кога ќе почнеме, прво ќе почнеме со неа и еве така малку ќе си дадеме можност и вакви и ваши размислувања да слушнеме. Наставничке? Молам. Сакам да прашам дали за задачата треба да се како парови кои се вкупно 4 или 4 кога ќе ги собереме се 8 и кога ќе ги помножиме се 8? Не ти го разбрав баш прашањето. Инаку се бара... Треба да се исклучиме ли? Да, ако веќе завршуваме, точно. Може, тие што се брзате, може да се исклучувате, а еве само да се дообјаснеме со ученикот, ученичката. Треба да најдеме 4 едноцифрени броеви. 4 едноцифрени броеви. Па добро, тука и не е наведено, се мисле цифрите на тој број. Само момент, некако да видам да не има малку и грешка у формулацијата. Не, во ред. Од нас се барат едноцифрени броеви, чиј што збир и производ е 8, избирот и производот на тие едноцифрени да е 8, а потоа тие едноцифрени броеви, што сме ги нашле, да ги искористиме како цифри во најголем и најмал трицифрен број, што може да се формира од тие цифри. Значи,
Не знам дали тоа беше прашањето, ама инаку барањето е прво да ги пронајдеме како едноцифрени броеви, што прават збир и производ 8, а потоа броевите што сме ги нашле да ги искористиме како цифри за да составиме трицифрени броеви. Исклучете микрофонот додека пеете. Дали е јасно ученикот што ме праша? Да. Добро. Бидејќи на почеток и мене малку ме збуни кога повторно го прочитав текстот, 4 едноцифрени, па мислев нешто да не е со 4 цифрени, ама добро, тоа е тоа. Добро, во ред со четврто оделение завршуваме. До гледање, убав ден и убав викенд, ќе продолжиме за некои си 4-5 минути со петто оделение за да ги почекаме сите да можат да се вклучат. До гледање.